Темата која што отвараме на редниве минути со професор Владко Шешов. По земјотресите на Санторини се тресе и тлото на Хрватска. Што е причината? Имаме ли простор за вознемиреност? Иако не може да се предвида, се разбира, земјотресите, треба ли некако да стравуваме од потреси на нашето тло? За ова анализираме, па ајде да почнеме, професоре. Не изненади земјотресот во Хрватска, иако за земјотрес никогаш никој не е подготвен, но не очекувавме по ова што го слушаме и гледаме во Санторини да слушнеме и за Хрватска. За среќа нема повредени лица, пријавени повредени лица, но има пријавени штети. Да, па добро, не е дека не изненади. Тоа подрачје на Хрватска е познато сизмички активно подрачје. Јас токму кога ја добив поканата од вас, малце разгледував некои историски земјотреси. Тој Задарски залив во последните 30-40 години има вакви сеизмички настани од слична магнитуда, околу 4,6-4,7 во блиското опкружување околу Задар, така да не е тоа некој изненадување, меѓутоа секогаш појавата на земјотрес со таа магнитуда околу 4, блиску до 5, предизвикува малце вознемиреност кај граѓаните. Исто и јас се информирав од овие од дневните вестници и информации дека нема повредени за секој. Добро, има некои пријавени материјални штети, што може би до некаде е малце и изненадувачки, бидејќи не е голема магнитуда, меѓутоа со оглед на тоа дека има стари објекти, се очекуваат известни мали оштетувања на овие објекти. Има некаква врска земјотресите со Санторини со во Хрватска? Па не. Далечината е прилично голема и припаѓаат малце на различен тектонски склоп, така да нема некоја поврзаност. Не случајно прашавме, бидејќи се уште ни се свежи сеќавањата за жал од 2020-та со земјотресот во Петриња, кога пола Петриња беше разрушена. Да. Има ли опасност да чувствуваме земјотреси на македонско тло? Па добро, исто Македонија припаѓа во територии кои што се сеизмички изложени, така да земјотресите ние често пати нели кога гостува во вашите емисии, кажуваме дека се природни појави, не може да се предвидат, се ослободува сеизмичката енергија од натрешноста на земјата, така да дека ќе има потреси, ќе има, не мора со големи магнитуди, меѓутоа и сега додека говориме има мали потреси, можда магнитуди 1-2, кои што ние не ги чувствуваме, така да потреси со мала јачина убаво и да има. Тлото на Санторини, сакам да се задржиме на Санторини, бидејќи постојано пристигнуваат дополнителни вознемирувачки информации од таму. Дневно има по 50 на земјотреси. Во понеделникот беше најсилниот од 5,3 степени според Рихтер. Прашањето кое што се поставува, на кое што и голем дел од вашата фела немаат се уште одговор, но граѓаните прашуваат дали е тој главниот земјотрес. Да, тоа е клучното прашање и се уште нема дефинитивен одговор, бидејќи ова долга низа на земјотреси која што се случува во Санторини и во околината, во близина на околните острови, навистина е малце до некаде изненадувачка, пак рекол не целосно, бидејќи магнитудите кои што се појавуваат се нормални за тоа подрачје, значи 5, 4,7, 4,8, меѓутоа изненадува фактот што се уште тлото не се смирува и еден од клучните проблеми е, како што рековте, не може да се дефинира главниот настан. Ние тоа го викаме main shock, бидејќи постојат многу слични настани со слични магнитуди и веќе тоа малце делува збунувачки, барем до овој момент теоријата кажува дека треба да има некој голем настан, на кој што ќе претходат некои можда мали земјотреси, така наречени форшокови, и треба да има податамошно ослободување на енергијата со така наречени афтершокови. Овие секвенции на сизмички настани околу Санторини не покажуваат таква тенденција и е малце се уште необјаснливо, така да и фелата ве, како што спомнавте, немаме дефинитивен одговор до кога ќе биде тоа така. Грчките власти се на нозе, граѓаните го напуштаат Санторини. Како сте постапува, професоре, во случај на вакви серија земјотреси? Дел од фелата исто така негативно реагира затоа што граѓаните бегаат од Санторини, но веројатно паниката си го прави своето. Добро прашање на кое што ќе се обидам делумно да одговорам, бидејќи јас сум од онаа страна, од страната на фелата или на научниците и истражувачите. Само еден факт ќе дополнам во контекст на разговорот. Вчера некаде во грчките медиуми прочитав дека еден од врвни експерти сеизмолози дал оставка од Државниот комитет за пресметување на сизмички ризици во Атина.
и во оставката најавил дека дава оставка поради мешање на политичките структури во работата на тие тела. Сега, кој дал и како дал евакуација, тоа не можам да кажам, меѓутоа гледаме дека има паника, јасно е, подолг временски период. Дали е тоа решение? Не мислам дека е решение. Бидејќи не слушнав ниту еден од овие експерти што ги викам или колеги да повика на евакуација. Бидејќи тоа е малце неблагодарно, бидејќи немаме дефинитивно податоци, цврсти докази со кои што можеме таква некоја состојба да прогласиме, меѓутоа има и органи, не викам дека само истражувачите треба да одлучуваат, има агенции за цивилна заштита, агенции за брзи интервенции, агенции за first responder што ги викаме, така да и тие се надлежни, тие се имаат својата одговорност и верувам дека со доволни аргументи тие на дел од островот препорачаа на населението обезбедија траекти и слично за да може да се евакуираат. Дали е исправно одлуката, времето ќе покаже. Но исто така вашите колеги велат дека вакви серија земјотреси без ниту еден толку многу силен е тежок преседан. Прашањето е дали ние како население глобално треба да се навикнуваме, да се едуцираме, да знаеме како да реагираме во вакви состојби. Да, значи таква долга низа на магнитуди со приближно еднаква јачина, не дека немало, имало, меѓутоа се многу поретки. Се уште и науката и истражувањето упатуваат на фактот дека, како што спомнав, таа некоја теорија на форшок, претходен, мални потреси, големо ослободување на енергија и потоа во подолга низа на ослободување на енергијата со помали земјотреси. Тоа е некоја веќе восталена теорија која што ние ја преминуваме. Сега ова малце ги поместува тие граници, меѓутоа пак би кажал, секој земјотрес ние викаме е open book, отворена книга. Секој земјотрес не учи на нови работи. Сега не треба сите да се навикнуваме на ваква серија на земјотреси. Ете, можда и спецификите на самиот остров Санторини, Аморгос и околината придонесува да имаме такви роеви на земјотреси во подолг временски период. Што можда од друга страна и добро, не е лошо. Бидејќи по друга страна, ако целата енергија таа се ослободи низ единствен настан, тогаш секако би бил со поголеми деструктивни карактеристики. Вака барем имаме повеќе земјотреси кои што сега за сега не предизвикуваат оштетувања поголеми. Во Грција цела фила е на ноза. Ние кога имаме вакви настани, вообичаено викаме професионалци со кои што можеме да анализираме и не можам да не споделам. Кога се слушнавме денови ви кажав професоре да гостувате, велите па Кристина, се едните исти сме, да не им станеме и досадни на гледачите, но професоре тие сте, се броите на прсти професионалците. Да. Она што ме интересира, има ли интерес од млади кадри кои што сакаат да го учат занаетот? За 15 на години од сега, со кого ќе анализираме вака и овде? Да. Исто така добро прашање. Сега ја би го свртил прашањето малци во друг контекст. Бидејќи ја доаѓам од институција, Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сизмологија, ние се трудиме да направиме услови за истражување и за работа на младите кадри многу слични, па би рекол и еднакви на оние услови што ги има и во Европа. На тој начин нашата должност ние исполнуваме, даваме услови за младиот кадар да се заинтересира, бидејќи видете вие, само интерес не може да има. Ако немате вие добри капацитети, добри истражувачки лаборатории, добри средства за работа, добри софтвери и да има интерес кај младиот човек, кој ќе дојде, ќе му се загуби тој интерес. Интерес има, меѓутоа морам да спомнам 2-3 професии кои што генерално кубуриме, немаме. Тоа се од геолошката област, да кажеме тектоничари, ние ги викаме. Тоа се така доста дефицитарни кадри и еве би апелирал ако има некои млади луѓе кои што се заинтересирани, нека повелат во институтот. Ние дули имаме и можност да стипендираме, иако за втор циклус можда нему државата ќе пратиме во соседни држави, во европски држави. Тој тип на кадар ни малце ни недостасува. Другото горе-доле, да кажам, има интерес од градежната фела, од архитектонската и така, меѓутоа овој дел малце ни недостасува. И сега во контекст на тоа колку јавното говорење прави промени, па и мораме да се пофалиме како утринска, пред година 2-3 разговаравме со професорот Спиридонов, само еден студент имавме на метеорологија и се навистина дефицитарни кадрите. Оваа година после толку јавни говорења имаме 6 студенти. Па ќе говориме гласно, професоре, тоа ми беше поинтата. Апсолутно се согласувам, еве ви се придружувам по подигнување на јавната свест и апелирам ако има некои млади
луѓе кои што се заинтересирани геологија, тектоника, нека повелат. Во меѓувреме можеме ли мирно да спиеме? Апсолутно. Добро. Благодарам многу за гостувањето и анализата. Благодарам на поканата.